Добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него донесуваме. Ново санитетско возило марка Дачија денеска беше донирано на Општа болница Кочани од општината и бизнис секторот. Сончевата енергија се почесто се користи во кочанското стопанство. Нови инвестиции на овој план во компанијата Европа 92. Општините Зрновци и Белица од Република Бугарија работат заеднички на планот на енергетската ефикасност. Есенската сеидба во Кочанско е при крај. Ќе бидат насејани 4500 хектари од житни и градинарски култури. Убедлива победа на женскиот фудбалски клуб Кочани. Екипата на Билјанини Извори од Охрид совладана со резултат од 19:0. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори, Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Ново санитетско возило марка Дачија денеска беше донирано на Општа болница Кочани. Донацијата е обезбедена од општината и бизнис секторот. Возниот парк во Општа болница во Кочани континуирано се обновува. Со средства донирани од стопанственици и бизнисмени од општината, денеска е предадено во употреба ново санитетско возило за потребите на Општа болница Кочани. Градоначалникот Радко Димитровски му ги даде клучевите од ова возило на директорот на Општа болница Дијана Постоловски. Општина Кочани заедно со бизнис секторот да го предадеме ова специјално возило за превоз на пациенти на Општа болница на нашиот драг пријател, директорот на Општа болница, која што донација е од
сите стопанственици, вклучувајќи и најголема е донацијата од рудникот Саса, и уште еднаш сакам да ја изразам мојата благодарност до сите нив за оваа спроведена акција. Директорот на Општа болница задоволен од донаторите кои помогнаа да се обезбеди ова возило кое е од големо значење за потребите на оваа јавна установа, изјави. Се работи за специјално санитетско возило. Општа болница ќе го користи за транспорт на пациенти од Општа болница Кочани до повисоко ниво на здравствена заштита пред се клиничка болница Штип и клинички центар Скопје. Возилото е набавено со донација од приватни стопанственици, од Кочани и од останати општини. Заради тоа посебно е задоволството, бидејќи се работи за една голема донација од 1 милион денари, која што е донирана од приватни стопанственици. Така да ова е второ возило што го набавува Општа болница Кочани. Ланската година исто така набавивме едно повеќе наменско ново возило. Тренте и во иднина ќе настојуваме сите возила во Општа болница постепено да ги обновиме со нови возила, бидејќи со тоа добиваме и на брзина, и на сигурност, и на безбедност за пациентите кои што ги транспортираме. Стариот возен парк, знаете, беше дотраен и замортизиран, со чести дефекти, така да со набавката на овие возила тие проблеми очекуваме да ги надминеме и во иднина да имаме комплетно нов возен парк на Општа болница. Возилото Дачија е обезбедено за подршка од бизнис секторот од Кочани, меѓу кои Автоатом, Айс Компјутери, Алекс 3, Александрија ПВЦ, Европа 92, Јумис, Лаки Деан, Тинк, Филипов Петрол и рудникот Саса. Рудник Саса является... Бидејќи денес рудник Саса е едно од најголемите предпријатија во Источна Македонија, ние ги негуваме добри односи со сите соседни предпријатија и со сите општини кои што се наоѓаат во нашата подрачје, бидејќи болница во Кочани е регионална болница, што е многу битно за нас како дел од овој регион. Ние со задоволство ги поддржуваме таквите активности и подпомагаме во рамки на нашите можности за подобрување на здравствени услуги за сите жители во Источна Македонија. Ние посакуваме во нашето име добро работа на болница, за да имат помалку пациенти, а ние ќе се потрудиме со нашите можности да пружиме пак помагање во понатамошен развој. С удоволствием. Инаку ова е втора донација за возило од општината и кочанските стопанственици за потребите на Општа болница, со што според најавите и во наредниот период се очекува да се обнови возниот парк во болницата. Сончевата енергија се почесто се користи во кочанското стопанство. Компанијата Европа 92 со нови инвестиции на овој план. Сончевата енергија доправа ќе се користи во кочанското стопанство, но во укажуваат бројните сончеви денови во текот на годината. Но овој план преднички компанијата Европа 92, која има веќе инсталирано фотоволтаични панели со помала мокност за користење на сончевата енергија за потребите на компанијата. За ова градоначалникот Радко Димитровски истакнува. Се работи за приватни инвестиции од фирмата Европа 92, која што ќе се вклучи во акциите кои што се за производство на зелената енергија, односно да она што го има Република Македонија до 2020 до 20% имаме алтернативна електрична енергија. Така да очекуваме дека до декември месец тоа ќе биде завршено. Инвестицијата чини некаде околу 150.000 евра и сето тоа е со банкарски средства, значи со кредити од деловните банки. Покрај компанијата Европа 92, фундаменти за фотоволтаични панели за искористување на сончевата енергија има поставено и во селата Спанчево и Долни Подлог. Сламата некогаш била пресуден фактор во Кочани да се изгради фабриката за целулоза и хартија. Половина век подоцна оваа секундарна суровина или се пали или скапува по нивите. Со стратегија оризовата слама да се искористи како суровина за производство на целулоза и хартија. Пред половина век е изградена фабриката, која во 20 милионската држава била единствена од ваков тип. Но и тогаш наместо од кочанска целулоза да се произведувала од војводинска и од пелагониска слама. Денеска таа иста фабрика не работи, а сламата во полинијата земјоделците или ја горат или ја оставаат да скапува. Ја мислам дека она можеше да работи, она беше трета у Југославија, а можеше да работи таа на слама, јефтина и се тоа.
Требаше да работи оваа фабрика. Многу голема штета за фабриката ги работеше тука, работеа по 400 души, луѓе, фамилии ранеа, со деца не останаа нешколувани, некои без стаж останаа, рано ги напуштија, луѓето живеа на бирото со минимален личен доход. Тоа е голема штета за оваа фабрика. Поготово на најевтина суровина работи, на најевтина. Има некои на целози, натам по Словенија што увезуваат, а оваа ефтина и штета е многу закочени за град како можеше да биде развиен, а не незапослени, да наодиме и социјалци, и се живо. Не го искористуваме природното богатство. Целозата, како отиде у стечај, кој ќе го прави? Треба голема работа таа. Машини до трајани, се тоа е извадени повеќе. Штета, пошто ние за цела Македонија и за дел на Југославија беше таа целулоза, не беше само за Македонија. Ваквиот однос за европските стопанства е крајно недомаќински и расипнички, бидејќи токму сламата може повеќе наменски да се искористи како секундарна суровина. Единствени кои ја користат кај нас се фармерите и сточарите за воштарите, а земјоделците и овоштарите кои од измрзнување ги заштитуваат културите и овошките во текот на зимата. Дека не сме многу по искористувањето на тоа што ни го дава земјата и природата, зборува фактот дека во неврат оди и лушпата од арпата, иако некогаш на овие простори во рамките на земјоделската задруга Галеб се изгради помала фабрика за производство на детергенти, односно средства за чистење кои примена наоѓаат во домаќинствата и во индустријата. Реагирање помеѓу граѓаните околу манипулативната наградна игра на VIP операторот, со која дел од претплатниците добија повисоки сметки од неколку стотини до неколку илјади денари. Мангупската наградна игра на VIP операторот, која по правило започнуваше со бесплатни SMS повици и одговор на лесни прашања, а без да бидат опоменати претплатниците, продолжуваше со соодветна цена на една порака, уште еднаш им бркна во џебот на граѓаните кои се поднадеваа дека на лесен начин ќе дојдат до некоја награда. Сите кои играле и не биле доволно будни, односно не ја насетила и тината на операторот, во сметките и фактурите за октомври забележале дополнителен износ на неколку стотини или илјада денари во графата услуги плюс по основ на SMS наградна игра дневна претплата. И наместо да добијат награда, мнозинството добиле само нов издаток од својот буџет. На VIP игри не играеме. Немаме пари. Играв порано. Да. Нема сметка. Не стигнува за тоа сметка. За првите 3 колку там пораки. Стигнува ни стално, ама не играме. Оваа наградна игра на VIP е уште една опомена дека граѓаните мора широко да ги отворат очите и да внимаваат на секаква понуда за игри, добивки или бесплатни комуникации. Од друга страна, Агенцијата за електронски комуникации како регулаторно тело ќе мора да исконтролира дали и колку граѓаните поради сопствена наивност, а колку поради смислена манипулативност на операторот непотребно се изложени на трошоци и издатоци. Колку за илустрација, од наградната игра не страдаа и наивните и паметните, само некои повеќе, други помалку. Општините Зрновци и Белица од Република Бугарија работат на заеднички проект за енергетска ефикасност, одржана заедничка средба во Зрновци. Во рамките на проектот Валоризација на обновливите извори на енергија во пограничниот појас, што се реализира меѓу општините Зрновци и општината Белица, Република Бугарија, ако финансиран од Европската комисија преку ИПА програмата за прекугранична соработка, во општина Зрновци се одржа средба на двата проектни тима. Потекни е сега изработка, односно прибирање на понуди за изработка на физибилити студија, така да оваа постапка треба да заврши до крајот на месецот, а откако ќе биде изберен изведувачот на сите овие работи, значи фирмата ќе излезе на теренот, кој што останува уште година дена да работи, се со цел да ги види потенцијалите на обновливи извори на енергија во општина Зрновци и во општина Белица. Значи на крајот е произведена студија која што понатаму ќе може да се користи како збир на сите тие потенцијали на обновливи извори на енергија. Има ли потенцијали во општината Зрновци? Јас се надам дека има, со обзир на тоа што овде ќе биде земена во обзир биомасата, ќе биде земен ветерот, сонцето и водата, така да значи сите овие мерења ќе покажат точно за какви потенцијали се работи. Проектните тимови од двете општини ќе имаат уште една средба во Зрновци до крајот на годината.
Есенската сеидба во Кочанско е при крај. Се користат поволните климатски услови за реализација на сеидбата. Поволните временски услови овозможија есенската сеидба во Кочанско да се приведе кон крај. Се сејат житни култури и останати градинарски. Реализирањето на планот будно се следи во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од каде што истакнуваат. Реализацијата на плановите беше сосема на многу ниско ниво, сега веќе таа се реализира според динамиката која што е предвидена и се надеваме дека во наредниот период истата ќе успее да се реализира во целост. Кои есенски култури доминираат? Така, значи на нашето подрачје знаеме дека од есенските посеви најмногу е застапена пченицата со неколкуте сорти, односно потоа доаѓа јачменот, мал дел има за зима овесот на повисоките места и мал дел на афионот. Да, дали градинарските култури се присутни овде? Па градинарските култури да, само во заштитените простори, односно во нашиот регион се застапени, кој што знаеме, две оранжери и два пластеника кои што се затоплуваат, односно се со контролирани услови со геотермалните води. Во есенската сеидба во Кочанско се очекува да бидат насејани околу 4500 хектари под житни, фуражни и градинарски култури. Ловно-риболовниот барометар во изминатиот викенд не им одеше на рака на ловците и риболовците. Тоа значи дека дивечот и рибите беа присутни од нивните противници на теренот. Разголувањето на шумата поради опаѓањето на лицијата им создава се подобри услови на ловците, особено за крупен дивеч за поуспешен лов. На Осоговските планини на Плачковица, дива свиња и друг дивеч има како ретко кога порано. На богати терени со дивеч се фалат и ловците во полските ловишта, каде зајаки и рибица има надпросечно. Па сепак е покрај ваквите состојби ловците изминатиот викенд не се пофалија со богат улов. Вела дека дивечот повторно ги надетрил во големите планини. Нашите крајови од секогаш имало доволно дивеч и ќе има дивеч. Природните услови се такви да дивечот без разлика што ќе мигрира може да остане тука и ловците прават успешен лов на нашите. Ловците ловат и прелетен дивеч и автохтон дивеч. Значи се лови грлица, препелица, див зајак, пуштаме ловен фазан, останува фазан преку зимата, дива свиња. Па најкарактеристичен и најатрактивен е лово на дива свиња. Студеното време им ги намали можностите за рибарење на рибарите, ама најупорните секогаш наоѓаат време да се побараат среќата во длабочините на студените води. Најупорните од брегалница успеваат да изведат по некој клен или мренка. Други пак на езерото градче чекаат да загризе сом, крап или црвено перка, но дали поради променливото време или нешто друго, уловот е мощне слаб. Тоа што ги охрабрува рибарите се појавите на крупни парчиња крап и сом, кои од време на време ги брануваат мирните езерски води превртувајќи се на површината. Хорот од музичкото училиште Ристо Јуруков утре вечер настапува на целовечерен концерт во Скопје. Еве што за настапот утре вечер вели Марија Лазарова, наставник во училиштето. Пред хорот при основното музичко училиште Ристо Јуруков предстои уште еден концерт. Тој концерт кој ќе се одржи во Скопје, во Македонска опера и балет на 19, значи утре, вторник, во 20:30 часот. Концертот е во соработка со камерниот гудачки оркестар Арко, кој по повод на своето 10 годишно постоење ќе имат еден јубилеен концерт кој ќе се вика Пат околу светот за 80 минути. Значи самиот наслов на концертот кажува што ќе се случува. Значи имаме пат околу светот, значи имаме композиции од поголем дел од светот, значи имаме Индија, имаме Франција, имаме Англија, Америка, така да тој ќе биде еден малку покомплексен концерт, концерт кој се надевам дека и нашите ученици и сите тие кои ќе бидат присутни во салата ќе уживаат. Ова е еден малку поголем предизвик пред нас, од причини што нашиот хор нема настапувано со ваков вид оркестар. Значи, покрај тоа што годишнината е на камерниот оркестар Арко, сепак тоа во целина представува еден мал симфониски оркестар. Оркестарот е комплексен, значи со гудачи, со дувачи, со ударни инструменти,
предизвик за нас, вработените, предизвик и за учениците. Се надевам дека сме достојни да одговориме на овој предизвик и се надевам дека публиката ќе остане задоволна и дека името на овој хор ќе се чуе и подалеку. Некаде околу 35 души од хорот учествуваат на овој концерт. Подготовките траат интензивно некаде месец дена. Ние сме презадоволни, како јас, така и колегата од Скопје, преку која е соработката. Идниот го победи стариот шампион со 19:0. Ако не им беше непријатно, кочанчанки можеа да даваат и до над 20 голови. Најнизвестно првенство со кратка историја на женскиот фудбал во Македонија. Со лежерна игра, на моменти без игра, фудбалерките на Кочани со високи 19:0 ја победија при собраната екипа на Билјанин Извори од Охрид. Охридските пастрамки се најдоа на суово Кочани и безволно ќе удреа по некоја топка, колку да се рече дека играат фудбал. Затоа не создадоа ниту една шанса за гол, а ако се собере процентуално колку ја имале топката во свој посед, Барселона за нив е ситна риба. Затоа како фудбал се играше на градскиот стадион Никола Манто во Кочани, зборува податокот дека кога правеа центар по примен гол, гостинките ја враќаат топката длабоко на својата половина, колку да потрошат некоја секунда или минута. Од друга страна, да не им беше непријатно на кочанските фудбалерки, на последниот надпревар од есенската полусезона ќе постигнеа над 20 гола. И покрај ваквиот резултат, кога е во прашање врвот на табелата, овогодинешното првенство е едно од најнеизвестните во кусата историја на женскиот фудбал во Македонија. На врвот на табелата се 3 екипи кои ги предводи женскиот фудбалски клуб Кочани, пред Тиверија Истатов и Младост Иднина С. Сите имаат по 24 бода, но гол разликата е убедливо на страната на кочанчанки. Тоа значи дека напролет ќе се води мртва трка за шампионската титула, со тоа што Кочани е во предност, бидејќи на свој терен ги пречекува и Струмичанки и Оризарки. Заврши централниот дневник на телевизија Кочани и ви благодариме за вниманието со кое не се лефте. Имајте пријатна вечер.